Кочани, Кран, Монтана, Букурешт. 3 града во кои се случи пожар во ноќен клуб. 3 трагедии кои зедоа 167 човечки животи. Иако се случија во различни држави и период, имаат многу големи сличности. Не е само огнот, туку начинот на кој тој бил пуштен да се развие, низ низа пропусти, институционална негрижа и игнорирање на очигледни ризици. Делегацијата на Европската унија во Скопје организираше јавна дебата за споделување искуства, поуки и механизми за заздравување по трагични пожари. Државниот секретар за цивилна заштита на полицијата во Романија вели дека научиле многу и го подобриле тамошниот систем. Формиран е центар за одговор во итни ситуации. Тој ги спореди пожарите во Кочани и Букурешт предизвикани од употреба на пиротехнички средства во затворен простор, при што дополнителен фатален фактор била употребата на лесно запаллива полиуретанска акустична пена. Оваа комбинација, како што нагласи, се покажала смртоносна во двата случаи, но и во други земји. Среќите не се терен за политичка борба, за политички игри. Не сме да се користат, бидејќи ги повредува сите. Ги повредува дури и оние што ги користат, бидејќи тркалото се врти. Поддршката на пациентите трае со години. Раните на повредените заздравуваат, но психолошката траума останува со години. Психологот Габриел Ѓакон од Романија вели дека имаат предлози да се направи тип на така наречена јадрена група за психијатриска помош, која ќе постапува во воредни ситуации. Ништо никогаш не е совршено ваква ситуација. Имавме огромна мрежа на доброволци, психолози, социјални работници кои што на почетокот се работуваа. Во првата година исто така се мисливме нешто што се нарекува акт за приоритети. Имаме и друг тип на вакви приоритетни акти во рамките на владата за да се продолжи со финансиските средства. Сличностите помеѓу пожарите вија замрзнуваат крвта, вели швајцарскиот амбасадор во Македонија. Единствениот начин да се справите со вакви ситуации е да бидете подготвени и да имате постапки за управување со кризи. Второто се однесува на одговорноста. Вие го спомнавте ова на самиот почеток, дека овие настани обично се случуваат како резултат на тоа дека луѓето не се однесуваат одговорно. На јавната дебата се обрати и амбасадорот на Европската унија и амбасадорката на Романија, која нагласија важноста на солидарноста помеѓу државите, но и потребата од јасни, однапред воспоставени механизми за реакција во услови на криза. Посебен фокус беше ставен на институционалната подготвеност, транспарентната комуникација со јавноста и координацијата меѓу различни служби во првите критични часови по несреќата.